Добар ден, добар вечер, драги гледачи, и добре дојдовте во уште едно издание, во третото издание на емисијата и видеоблогот Мојот свет. Јас сум Милина Аурел Јошевска, која што следниве неколку минути, 10 се надевам дека ќе фати минути, ќе ве води низ мојот свет, низ мојот видеоблог, се разбира. Па како што ви ветив на почетокот и во другото, во првото уствари видео, официјално, дека ќе правиме муабет и ќе зборувам за антиваксаин и коронавирус и сето тоа што се случувало овие денови, месеци, години кои што поминуваат. Овде, како што гледате и како што ви снима врне доста снег, се наоѓаме студентски дом, Битола. Го одбрав ова место бидејќи е така помирно и нема раздвиженост од автомобили, од возила и нема толкава голема буџава. Значи да се навратиме на темата. Темата е коронавирус и антиваксаин и сето тоа што сме сведоци и сето тоа што се случувало минативе години и денови. Значи, како што сите знаеме, коронавирус е вирус соединени од многу вируси, споено во едно и кој што може да биде и смртоносен и е смртоносен. Моето мислење за овој вирус и за сето ова што се случува е профитерство. Се врти околу парите. Очекуваната војна помеѓу Украина и Русија, исто така потребни беа финансиски средства за набавување на оружје, муниција и сите тие работи кои што се потребни за отпочнување и војна. А антиваксерите се, според мене, идиоти, затоа што не само себе што си се ставаат во, да речам, така наречена опасност, туку ги ставаат и другите. Значи, сите болести кои што има вакцина, има лекови, се направени во лабораторија, и исто така се направени и лековите и вакцините за да се купува, за да се трошат пари, нели? И така натаму со тие средства се купува оружје, се купуваат разни работи, а најтешко и најжално е што се купува отров, а тоа е дрогата. Следна работа што сакам да кажам за коронавирусот. Коронавирусот е направен во лабораторија, како што знаеме, а и има овие кои што се со